Добар ден, ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по музичко образование за четврто оделение. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Гоце Делчево Тетово. Денес ќе обработуваме една песна, но пред да почнеме со обработката, ќе откриеме за кој наслов на песна се работи преку една игра која се вика асоцијации. Сега ќе ви ги откривам поимите во секоја од колоните, а вие ќе откриете кои поими се кријат во сините полиња најпрво, а потоа во виолетовото поле. Започнуваме. Корен, стебло, лист и семе. На што ве асоцираат овие поими? Секако се сетивте, тоа е растение. Растението има корен, стебло, лист и семе. Одиме со втората колона. Црвена, виолетова, жолта, портокалова. Што се сите овие? На што ве асоцираат овие поими? Конечното решение во синото поле е боја. Бојата може да биде црвена, виолетова, жолта, портокалова и така натаму. Продолжуваме со третата колона. Разнобојна, искосена, цветна, зелена. Овие поими на што ве асоцираат? Секако дека на ливада, зашто ливадата е разнобојна, може да биде искосена, цветна и зелена. И во последната колона, 8 март, Великден, Бајрам, Нова година. Што се сите овие поими? Ова се празници. И сега да го добиеме конечното решение во виолетовото поле, имаме растение, боја, ливада и празници. Конечното решение е цвеќе. Цвеќето е растение, го има во различни бои, расте по ливадите и подаруваме цвеќе или добиваме како подарок за време на различни празници. Денешната лекција е пеење на песна по нотен текст со придружба на детски музички инструменти. Кои се целите на денешниот час? Ќе развивате умешноста за пеење по нотен текст со тактирање. Ќе го развивате чувството за ритам и мелодија. Ќе се воведувате во техниката на свирење со блок флейта по нотен текст и ќе го употребувате правилно прсторедот за тоновите ми-1, сол-1 и ла-1 при свирење со блок флейта. Пред да продолжиме со обработката на песната, ќе повториме некои поими. Првиот поим што ќе го повториме е за нотните вредности, и тоа на четвртина и половина нота. Ова е четвртина нота. Од кои делови е составена четвртината нота? Секако, тоа е полна нотна глава и нотна црта. Колку трае четвртината нота? Четвртината нота трае еден удар. И како се тактира? Раката ја поставуваме на рамна површина и дигната е високо. Еден удар се тактира вака. Та. Продолжуваме со половина нота. Вака изгледа половина нота. Од кои делови е таа составена? Таа е составена од празна нотна глава и нотна црта. Колку трае половината нота? Половината нота трае 2 удари. И да видиме сега уште како се тактира. На ист начин ја поставувате раката на рамна површина и тактираме. Та. Така. И многу важно, дека половината нота е еднаква на 2/4. Ете вака е поврзана и математиката со музичкото образование. Освен за нотните вредности, сега ќе повториме и за нотите ми, сол и ла, каде се запишуваат тие на петолинието. Петолинието е составено значи од 5 линии, на почетокот се запишува виолинскиот клуч. Каде се запишува нотата ми? Нотата ми се запишува на првата линија. Линиите се бројат од оздола нагоре. Каде се запишува нотата сол? Нотата сол се запишува на втората линија. Запишувањето ни е сега со четвртини ноти. И уште да повториме за нотата ла, каде таа се запишува? Таа се запишува
во втората празнина од петолинието. Еве ги истите ноти, само запишани со половини ноти. Сега преминуваме кон обработката на песната Цвеќе шарен. Најпрвен ќе се запознаеме со текстот или содржината на песната. Ќе ви ја прочитам внимателно, а потоа ќе одговориме на неколку прашања. Едно цвеќе шарено влива да никнало. Дали ќе го скинеш ти? Размисли и кажи ми. Едно цвеќе шарено, шарено е мгалено. Дали ќе го скинеш ти? Размисли и кажи ми. Што никнало во ливадата? Во ливадата никнало едно цвеќе шарено. Какво било цвеќето? Цвеќето било шарено е мгалено. Дали би го скинале вие цвеќето? Сега некој од вас ќе одговори да, дека би го скинал, некој не. Меѓутоа цвеќињата, кога се во ливадата, тие траат долго време и ги разубавуваат ливадите, а доколку го скинеме и го ставиме во вазна, многу брзо ќе овена. Од колку строфи е составена песната? Песната е составена од 2 строфи. По колку стиха има во секоја строфа? Гледаме дека во секоја строфа има по 4 стиха. Сега ќе преминеме кон читање на нотниот текст. Веќе повторивме за запишувањето на нотите сол, ла и ми и ако го разгледаме нотниот текст, ќе видиме дека токму овие 3 ноти се среќаваат во оваа песна. Почнуваме со нотата која што се запишува на втората линија. Тоа е нотата сол, втората нота е иста сол, третата сол, четвртата нота се запишува на втората празнина, тоа е нотата ла, потоа сол, сол, сега на првата линија е нотата ми, повторно имаме сол, сол, на втората празнина ла, сол, сол, ми. И сега одиме во вториот ред, повторно сол, 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 ла, сол, сол, ми на првата линија, сол, 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 ла, сол, сол, ми. Видовме дека се среќаваат само нотите ми, сол и ла. А знаете што представува нота? Како што во македонскиот јазик буквите ни представуваат писмени знаци за запишување на гласовите, така во музичкото образование нотите ни представуваат писмени знаци за запишување на тоновите. И сега ќе одговориме на неколку прашања. Во кој такт е напишана песната? Гледаме дека веднаш до виолинскиот клуч се запишува тактот на песната, а во оваа песна тој е двочетвртински. Што значи тоа? Дека во секој такт има 2/4 ноти, секој такт е одвоен со тактова црта, еве ја таа, еве го првиот такт и броиме 1/4, 2/4, вториот такт 1/4, 2/4, третиот такт 1/4, 2/4, сега во четвртиот такт гледаме дека имаме една половина нота, но знаеме дека половината нота се состои од 2/4 и заради тоа така е запишано и е правилно и понатаму истото се повторува. Одиме со второто прашање. Кои нотни вредности се среќаваат во песната? Во оваа песна имаме четвртини ноти и половини ноти. Со кој тон започнува, а со кој завршува песната? Еве го првиот тон, тоа е тонот сол, а песната завршува со тонот ми. Кој е најнисок, а кој највисок тон во песната? Што мислите вие? Најнисок тон во оваа песна ни е тонот ми, а додека највисок е тонот ла. Сега ќе продолжиме со ритмичка обработка на песната. Кога ја обработуваме ритмички песната, значи само внимаваме на траењето на нотите, се запишува на една линија и внимаваме дали нотата ни е четвртина или пак половина. Кога ни е четвртина, тактираме еден удар, а кога ни е половина,
тактираме два удари. И ќе пееме на неутрален слог та. Започнуваме. Ta 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 Штом завршивме со ритмичка обработка на песната, преминуваме кон распејување, за да можеме после мелодиски да обработиме песната. Сега ќе се распееме преку една мелодиска вежба, а во таа мелодиска вежба се среќаваат токму тоновите сол, ми и тонот ла. Како ќе пееме? Најпрво ќе го испеам јас едниот такт, тоновите во тактот, а потоа вие ќе ги повторите по мене. Исто така и вториот такт и третиот, се додека не се испее целата мелодиска вежба. Ќе се добие како ефект на ехо. Значи прво пеам јас еден такт, па потоа вие го повторувате, па јас одам на следниот и вие повторувате со мене. Започнуваме. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, la, 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 sol, 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 la, 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 sol, 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 la, sol, mi, la, sol, mi, mi. Одлично, деца, добро се распеавме. Сега одиме со мелодиско пеење на нотен текст. Сега еднаш јас ќе ја испеам, ќе го испеам овој дел, оваа музичка целина, а потоа вие ќе повторите по мене. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Ајде сега вие со мене заедно. 3, 4. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. И уште еднаш. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Така, продолжуваме со следната целина. Сол, сол, ла, сол, сол, ми. Ајде вие со мене заедно. Сол, сол, ла, сол, сол, ми. Така, сега вториот ред целосно ќе го пееме, затоа што се повторува како првата музичка целина два пати. И продолжуваме. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Така, сега вие со мене, заедно, 3, 4. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Така, дали може да ја поврземе целосно песничката? Започнуваме. 3, 4. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Сол, сол, ла, сол, сол, ми. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Сол, 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 ла, сол, сол, ми. Одлично. Ја обработивме по солмизационите слогови, сега одиме со мелодиско пење на неутрален слог, а тоа ќе ни биде слогот на. Започнуваме. 3, 4. На, 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 на. Одлично, деца. Сега истото ќе го испееме, меѓутоа со литературен текст. Најпрвен ќе одиме со текстот од првата строфа, а потоа со текстот од втората строфа. Започнуваме. Едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ќе го скинеш ти, размисли и кажи ми. Едно цвеќе шарено, шарено
Одлично, ученици. И сега, уште да испееме песната со придружба на детски музички инструмент, а тоа е блокфлейта. Пред да почнеме да свириме со блокфлейтата, ќе се подсетиме на прсторедот, односно како треба да ги наместиме прстите кога свириме на блокфлейта, а потоа откако ќе ги добиеме тие три тона ми, сол и ла, ќе одите внимателно по нотниот текст и ќе ги свирите. Може да започнеме. Сега најпрво да се подсетиме на прсторедот кога свириме на блокфлейта. Како треба да ги наместиме прстите? На блокфлейтата има еден отвор од долната страна и уште 7 отвори кои што се наоѓаат од горната страна. Најпрво ќе ги наместиме прстите од левата рака, палецот го поставуваме на долниот отвор, а останатите прсти по редослед. Значи, на првиот отвор го поставуваме показалецот, па средниот прст и мрзливецот, а додека од десната рака продолжуваме со показалецот, па средниот прст, мрзливецот и малиот прст. Сега да видиме, да се подсетиме како го добивавме тонот сол. Ако ги тргнеме сите прсти од десната рака, ќе го добиеме тонот сол. Како го добиваме тонот ми? Ако од десната рака ги тргнеме малото прсте и мрзливецот. И како го добиваме тонот ла, сите прсти ќе ги тргнеме од десната рака и мрзливецот од левата рака. А сега да отсвириме песната Цвеќе шарено. Едно цвеќе шарено, ливада никнало, дали ќе го скинеш ти, размисли и кажи ми. Едно цвеќе шарено, шарено галено, дали ќе го скинеш ти, размисли и кажи ми. Одлично, деца. Меѓутоа сега ќе го вратите видеото неколку пати за да извежбате добро песничката со блокфлейта, но можете да го вратите и неколку пати за да испеете песничката како што ја пеев сега јас, додека не извежбате убаво. Да видиме што научивме на овој час. На овој час научивме да пееме песна по нотен текст со тактирање. Го развивавме чувството за ритам и мелодија. Научивме како правилно да го употребуваме прсторедот за тоновите ми-1, сол-1 и ла-1 при свирење со блокфлейта и научивме да ја придружуваме песната со блокфлейта по нотен текст. Имате задача да го извежбате свирењето на песната Цвеќе шарено со блокфлейта толку добро што нема да ви треба ниту нотниот текст. А потоа, на следната приредба во училиштето, направете музичка точка со оваа песна. Музиката умее да ни го разубави денот, затоа уживајте во неа. До гледање, ученици!